ССМ утре наутро излегува на блокади во обид да го зголеми притисокот и да се избори за што е можно поголемо зголемување на минималната плата од законски предвидените 1600 денари. Први на списокот на синдикалците се пратениците во собранието, бидејќи тие една година го блокирале законот за минимална плата и исплатата на додатоци за храна и превоз. Ке се блокираат двете улици пред и зад собранието за да им се оневозможи пристап на пратениците со нивните возила на собранискиот паркинг и во гаражата. Пораката на ССМ е дека пратениците, како и работниците, треба да патуваат со автобус, но и дека утре народните избраници нема да може да се ги подигнат патните трошоци. Пратениците се уште се прават глуви и слепи на иницијативата на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6.000 денари, но пратениците се прават глуви и слепи за последната иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на нивните плати за 80% или да си ја намалат основицата за пресметка на платите од просечна на минимална плата, да дојдат и тие на минималец, па потоа да зборуваат колку е добро со минимална плата да се живее во Македонија. ССМ смета дека јануарскиот протест и притисокот на УПОЗ резултираа со договорот кој вчера беше потпишан во владата, а со кој 11.000 вработени во администрацијата ќе добијат зголемување на платите во наредните 2 години и 2 месеци. Синдикалната борба е маратон, а не спринт, и тоа што владата вчера се фалеше со тоа што синдикатот НУПОС успеа да го земе за колешките и колегите во управата и правосудството, мислам дека е една од борбите за кои сме извојувале победа. За вработените во полицијата нема предвидено ниту 1% зголемување на платите оваа година. За вработените во одбраната исто така. За вработените во низ други институции има предвидено 0% зголемување на платите. Блокадите продолжуваат во четврток, кога ќе бидат блокирани двете стопански комори, односно работодавачите, а следниот вторник владата, бидејќи тој ден таму редовно се одржува седница.